Бојан, не се гледаме прв пат во телевизија Алфа, но сега некако после политичкиве сериозни случувања и кампањите и тоа што го спроведува во моментов ВМРО ДПМН на терен, добив идеја да ве поканам за да поразговараме малку како функционира градскиот комитет на ВМРО ДПМН, општинските организации, затоа што дел од нив прославија веќе 33 години постоење, па токму поради тоа на некој од вашите чинам обраќања пред граѓаните, прочитав дека победата од локално ниво имате намера и сериозно сте зафатени кон тоа да ја пренесете и на централно ниво, па веднаш потоа почне и кампањата Важно е, ВМРО ДПМН веќе излегоа. На терен низ градовите ширум државата се упатуваат сериозни пораки и ветувања и надежи и оптимизам дека на следните парламентарни избори ВМРО ДПМН ќе однесе победата, нешто што се случи и на локалните избори пред, да речеме, веќе 2 години. Какви се резултатите на терен? Со што се соочувате? Почна кампањата, како ве восприемаат граѓаните, што бараат од вас, каква е состојбата? Најпрво, добро утро, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Како и што споменавте, во изминатиот период се спроведуваат многу активности на ниво на ВМРО ДПМН на територија на цела држава. Имено, првично беше еден голем проект кој што се викаше Македонија за сите, при што беа организирани средби во огромен број на населени места низ државата, како и трибини во поголемите градови. При што се разговараше со многу граѓани, наши членови, симпатизери, поддржувачи и со многу неопределени граѓани. Истите доаѓа, приоѓа, правевме контакти да ги продолжуваме и понатаму, при што до нас беа доставувани сугестии, предлози, забелешки, се со цел подобрување на работењето на ВМРО ДПМН и идеи од кои што ќе произлезе и програмата следна на ВМРО ДПМН за следните парламентарни избори. Како и што споменавте, изминатиот период се прославуваат и родендени во поголемиот дел од општинските комитети ширум државата. Најчесто тоа се комитети кои што прославуваат 33 години. Тоа се ни прослави каде што забележително е зголемување на бројот на присутни, при што покрај активното членство кое што беше активно во изминатиот период годиниве, полека забележително и враќање на членови кои што подолго време биле пасивизирани. Тоа е добар знак за нас, тоа е еден мотив да продолжиме понатаму, тоа е еден доказ дека сме на правиот пат. Инаку генерално граѓаните кои што приоѓаат до нас, користејќи ги сите наши начини за комуникација со граѓани, тука би спомнал и градскиот комитет кој што изминатиот период спроведуваше еден проект со име Иницијативи за Скопје. Така, ќе позборуваме и за тоа подоцна со какви се проблеми скопјани се соочуваат и какви се барања имаат до вас, но ме интересира дали сите овие скандали изминатиот период што ја тресат оваа влада, законски измени, притисоци за уставни промени и така натаму, влијаат на расположението кај граѓаните. Знаете како се очекуваше можеби дека ќе има, па и на ваше барање на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски за предвремени парламентарни избори, Ковачевски не го прифати тоа и некако коментарите се дека нема шанси тоа да се случи, но еве во блиска иднина стигнуваат и парламентарните избори и председателските избори. Дали ви е екипирано членството? Зошто ве прашувам? Затоа што па и кај вас во вашата партија се случија некои премрежја, односно, ајде да под наводници наречам отворена војна меѓу поранешниот премиер на државата Никола Груевски и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Ве обвинуваше власта дека има раздор, фракции во партијата. Има ли во ВМРО ДПМН фракции? Апсолутно нема. ВМРО ДПМН повеќе обединета од било кога, без разлика на тоа што го обзнани председателот Христијан Мицкоски во врска со активностите кои што се преземени од страна на поранешниот председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, без разлика на се, па дури откако тоа се обзнани,
се чувствува дури и поголема обединетост во редовите на ВМРО ДПМН. Ние сме секојдневно на терен помеѓу нашите членови и помеѓу граѓаните. Дури тоа што се обзнани, конечно беше една јавна тајна, беше веќе и обелоденето официјално од страна на председател на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицкоски. Ја би запрашал дали во СДСМ им се обединети нивните редови. Тука би споменал еден пример, без при тоа да споменам конкретно име и презиме, но еве на пример во кабинетот на премиерот Ковачевски, еден од неговите поблиски соработници, но и партиски функционер, се припрема да се даде оставка од сите позиции. Иако тоа знаете како е кога една власт од потеркот на СДСМ и ДУИ, каде што е малце тешко да се даде оставка за време на извршна власт, па има и разни притисоци останати. Битно дека луѓето полека од СДСМ, посебно од ВРО, почнуваат да бегаат. Да не збориме за нивното членство кое што е разочарано поради сите нивни лоши политики. Не само на штета на Република Македонија и интересот на македонскиот идентитет, туку и системски излезе една фотографија во јавноста каде што сакаа да покажат дека се сплотени и дека се заедно. Поранишниот председател на СДСМ Зоран Заев и премиер на државата и Ковачевски, рамо до рамо, еден до друг. Да, Оливер Спасовски е на таа фотографија. Целта беше, верувам дека барам според аналитичарите и политичките аналитичари, дека требаше да се покаже една сплотеност во СДСМ, токму поради обвинувањата кои што стигнуваа од ваша страна, дека и таму фракциите и како работат, па нели се споменува и имиња со председателски кандидати. Зоран Заев е само додадена вредност на бродот кој што тоне. Мислам дека конечно и со него сидрото кое што го има споменувано во минатото, кое што ги влече напред, мислам дека конечно и со Зоран Заев ќе им биде зададен финалниот удар на СДСМ. Кога сме кај Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, мислам дека и тој е додадена вредност, министер кој што се спрема да биде кандидат за председател на државата, кој што тера многу скапо платен пиар, но тие што ги познаваат работите внатре во Министерството за внатрешни работи, но и во другите безбедносни институции кои што генерално ги води Оливер Спасовски. Сте биле дел од Министерството за внатрешни работи? Да, до пред неколку години бев дел од Министерството за внатрешни работи, поточно дел од Управата за безбедност и контраразузнавање. И токму од таму, бидејќи имам многу пријатели, блиски, поранешни колеги, и лично јас, но и граѓаните кои што доаѓаат и во нашите штабови на средбите со граѓани, од таму и пристигнуваат информациите за тоа што се случува во МВР. Има еден податок кој што произлегува од МВР, добиен податок по барање согласно отворениот пристап за јавно достапни информации, дека Министерството за внатрешни работи по основ на тужби одвработени во МВР изминативе години годишно им се извршуваат околу 3 милиони евра, околу 200 милиони денари секоја година се исплаќаат на луѓе кои што се оштетени во МВР вработени по основ на тужби. Изминативе години има околу 15.000 тужби од страна на вработени, од кои што веќе околу 8.000 се добиени. И поради тоа се исплаќаат огромни суми за адвокатски трошоци, камати и слично. Тие тужби се поради незаконски распоредувања на вработени далеко од нивните домови, поради мобинг, поради незаконски откази и така натаму. Паралелно на тој незаконски процес кој што го води министерот Спасовски заедно со правната служба во МВР гледаме комплетна партизација која што е покриена со приказната на Спасовски дека во МВР има направено ветинг, дека во МВР е департизирана комплетно. Напротив, сите поранешни неуспешни кандидати за градоначалници на СДСМ, Спасовски си ги прибра и ги вработи во редовите на МВР. Да не зборувам за голем број на криминалци со досие, луѓе осудувани, луѓе со кривични пријави, кои што исто така беа вработени во МВР изминатиот период. Има уште една работа во која што е инволвирана длабоко и Агенцијата за национална безбедност. Тоа е селективното издавање на безбедносни сертификати кои што се услов за работни места во безбедностите, но и во други државни сериозни институции. Таму преку пишување на лажни белешки, каде што луѓе кои што се политички неистомисленици на оваа власт се
се опишуваат како радикални македонски екстремисти и со не знам други какви осудувања, при што поради банални причини или причини кои што ни самите вработени во државни институции не ги знаат, им се одземаат безбедносни сертификати и при тоа немаат можност да продолжат да си работат работата. А во исто време криминалци добиваат можност да имаат таков безбедносен сертификат. Сега обвинувате за случувањата во МВР, едно од сериозно клучните министерства во државата, а токму тоа министерство го води Оливер Спасовски, кој пак, еве кажувате дека таму е хаос, нели се случува, меѓутоа тој се споменува како кандидат за председател на државата од Кандидат за председател на државата. СДСМ, меѓутоа вчера во една анализа, разговор со во за или против на телевизија Алфа, се спомена дека е можно Оливер Спасовски да биде и следниот председател на СДСМ. Не би ги коментирал нивните внутрипартиски случувања, нека му е со среќа, нека си го одбере правиот пат, но ние како опозиција сме должни... А ВМРО ДПМН имали размислували кој ќе биде кандидат за председател на државата? Имате ли таква информација? Да, во тековно се спроведуваат анкети за поголем број на луѓе, при што согласно резултатите од тие анкети ќе се отпочне со размислување и она партиска процедура согласно статутот на ВМРО ДПМН за избор на кандидат за председател, но не би можел повеќе да истакнам за. Но би морал да додадам за министерот Спасовски и неговата работа и ветингот и професионализацијата на МВР, еден друг податок кој што видовме пред неколку дена, дека кај началник во организиран криминал, соработник на специјалното јавно обвинителство, во неговиот подрум е најдена дрога. Да не зборувам дека пред неколку години, можеби е тоа заборавено, член на неговиот кабинет е приведен по основ дека издавал класифицирани информации. Да не забораваме дека истиот тој Спасовски преку неговите структури даваше пасоши на светски криминалци. Да не забораваме дека денеска не може да извадиме на обична лична карта или пасош, иако со рок, нели, со закон сме обврзани за тоа. Значи има нешто е труло во тоа министерство, нешто е труло во поголемиот број на безбедносни институции. Да не забораваме дека имаме годишно повеќе убиства кои што се уште се нерасветлени. Имаме убиства во центарот на Скопје. Имавме лажни дојави за бомби кои што сите нас не засега, нашите деца, нашите семејства. Децата беше нарушена нивната безбедност, беше нарушен процесот на образование и не најдоа одговорни за тоа. Така и до ден денес има сериозни случаи кои што не се расчистени, јавноста не дозна што точно се случувало. Да преминеме, дали пошто верувам Слободанка уште некои 10 минути имаме, така? Да преминеме малку и на градските теми, затоа што ги засега гледачите, добро во ред. Споменавте кога стигнавте нели во телевизија Алфа дека ви требало сериозно време, долго време да стигнете до тука, еден сообраќаен хаос во центарот на градот, но и на кон индустриските зони. Кои поплаки споменавте дека нели остварувате средби со граѓани? Какви поплаки, што се ги мачи Скопјани во денешницата во однос на функционирањето на градот? Би почнала администрацијата вработени во градот Скопје. Бидејќи тоа е јадрото од каде што се црпат сите ресурси за Скопје да биде подобро место за живење за сите. Таму вработените чувствуваат огромен притисок, мобинг, луѓе кои што ќе направат некоја обична дневна грешка се испраќани да работат од Ѓорче во Драчево и од Драчево во Ѓорче. Луѓе кои што работат на клучни позиции таму се испраќаат да работат во простори на пожарна во Драчево и слично. Таму вработените трпат тежок мобинг, тоа е и неколку пати во јавноста проследено од страна на вработени. Но кога сме кај инфраструктурата денеска, како што и споменавте, е голем предизвик да се стигне на време во емисија во живо, каде што не може да се касне, нели? Бидејќи да се помине централно градско подрачје и да се стигне до Алфа телевизија, мене ми треба 50 минути. И каде е подобрувањето? Што гледаме? Наместо да почнеше со работа новиот мост кој што го поврзува населба Аеродром и Керамидница, ние изгубивме уште еден мост.
и тој мост немаме никаква дополнителна информација до каде е. Се пушти по една лента во правец, зборувам за мостот Беласица, да. Но не знаеме тоа како е изведено, дали е безбедно, дали смееме и до кога би било и до кога, да. Советот на град Скопје, советниците од ВМРО ДПМН побара информација од градоначалничката, добија информација од вработена во администрацијата, информација во 2 реченици. Значи, ако советниците кои што имаат мандат и легитимитет од граѓаните прашуваат информација која што ги засега сите граѓани треба да добијат информација. Ама едноставно таму има дрзок одговор, при што чим советниците не можат да добијат информација што станува збор за обичните граѓани во Скопје. Автобускиот превоз е во катастрофално лоша состојба. Градоначалничката Арсовска и за автобусите, но и за други проекти кои што не се ни отпочнати, едноставно само се правда. Сите се криви, само таа не е крива во случајов. Буквално Имате некаква комуникација со Арсовска, затоа што сепак вие сте нели од градскиот комитет на ВМРО ДПМН, каде што имате средби со граѓаните, тие поплаки треба да барате одговори, нели вие сте тие што треба да ги спроведат до градот Скопје сите проблеми кои што ги имаат граѓаните. Дали имате воопшто некаква комуникација? Немаме никаква. Затоа што морам да споменам дека комуникација. и новинарите ние имаме некако тешка комуникација, тешко оди комуникацијата на вистина со градот Скопје. Да добиеме одговор на некакви прашања, еве постојано работевме на теми за мостот Беласица, па сериозно не добивавме никакви одговори. Значи новинарите не добиваат одговори, советот не добива одговори, како би добиле граѓаните одговори, а не па да се спроведе нека активност на терен. Ние како градски комитет или како партија имаме единствено комуникација, соработка со Советот на град Скопје, поточно советниците од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата. И преку нив правиме обиди за решавање на прашања кои што се надлежност на Скопје, се во интерес на скопјани. Но тоа иде многу тешко. Оди тешко, бидејќи има обструкции на секое поле во градот Скопје. Има обструкции и во јавните предпријатија. Можеби видовте вчера или завчера имаше еден пример каде што управниот одбор во јавното предпријатие Водовод и канализација беше спречено да одржи седница на управен одбор во просториите на Водовод и канализација. Управниот одбор е уствари тоа тело извршно кое што го води, го управува предпријатието, иако по закон, по статут на предпријатието, тие кои што имаат и право и надлежност да одржуваат состаноци таму, им бил забранен влезот, па дури и канцеларијата на претседателот на управниот одбор била насилно обиена и била тргната дури и ознаката претседател на управен одбор. Јас би сакала тука, Елена, со оглед на тоа дека сме пред самиот крај, за кратко да ми одговорите, кога веќе го споменавме или сообраќајниот хаос, вие тешко да дојдете во живо во програма, меѓутоа што правиме со болните луѓе кои што и како треба да им биде достапен просторот за да дојдат до здравствените установи, поточно за сообраќајниот голем хаос во клинички центар. Министерот за здравство само првото што го вети беше дека тоа ќе се среди, меѓутоа тоа немаме ништо. Што ќе ни кажете на оваа тема? Тоа е јасно, ја не сум изненаден, ниту па граѓаните се изненадени од изјава на министерот дека ќе биде среден тој хаос, бидејќи пред 7 години само вети дека ќе направи нов клинички центар. Сега овој министер ветува дека ќе го попре паркингот, но Првото нешто што го кажа беше токму и тоа. Така е, дека ќе го попре, но тоа нема да биде. Прво, постоеше 10 годишен договор помеѓу град Скопје и Министерство за здравство за стопанисување со тој паркинг на клиничкиот центар. И потоа градски паркинг како дел од градот Скопје го стопанисуваше тој паркинг. Да споменаме дека вие бевте поранешен директор. Јас бев таму директор 9 месеци за време на моето директорување во предпријатието. Спроведовме повеќе мерки за подобрување на работењето на тој паркинг. Клучна работа што фали таму е доколку остане тој клинички центар таму, доколку во меѓувреме владата не изгради нов клинички центар, како што рекоа, да се изградат таму монтажни паркиралишта. Друг начин за решавање нема. Тоа што ја го превзедов во тој период е поставување на дополнителни луѓе кои што таму беа во својство на редари, кои што го регулираат сообраќајот во мирување или паркирањето, отварање на втор шелтер за наплата на главниот наплатен центар, ставање на 2 дополнителни нови паркомати, отпочнав процес за една нова припет картичка за олеснување и убрзување на влезот и излезот на возило во клиничкиот центар.
Од тогаш до денеска таму не е направено ништо ново. Па дури има еден суштински проблем, а тоа е дека договорот за стопанисување на тој паркинг е истечен на 8 декември. И ниту 8 декември, тоа е веќе 8 декември, тоа помина 10 одамна. месеци, да. На кој начин таму се стопанисува тој паркинг од страна на јавното предпријатие градски паркинг, мене навистина не ми е јасно што прави владата, на кого ќе го даде, зашто градски паркинг не прави ништо, граѓаните на крај патот. Ви благодарам, тоа беше исто прашање од гледачите.